Почитувани гледачи, здраво, јас сум Джейлан Велио. Владењето на правото, гарантирањето на минималните човекови права, односно основните човекови права, сиромаштијата, корупцијата и дискриминацијата постојано се теми на нашето општество, иако се прават напори за решавање на овие состојби. Сепак, од реалноста се гледа дека ромите се некаде измеѓу овие состојби, односно измеѓу заложбите и реалноста. На овие теми денес ке разговараме со Себихан Демировски од Ромскиот ресурсен центар. Здраво, Себихан. Добро дојде. Добре најдов. Како си? Добри. Па прво би сакала еве да ни објасниш, да ни се представиш ти, да ни објасниш околу работата на вашата организација. Како што спомнавте, јас сум Себихан Демировски, генерален менаџер на Ромскиот ресурсен центар. Имено нашето здружение е основано од 2010 година и работиме постојано на подобрување на инклузијата на ромската заедница преку различни активности, тргнувајќи од директна поддршка на заедницата, како што се поддршка во предучилишно образование, поддршка во основното образование, поддршка во јакнењето на капацитетите на младите, на жените, невработени претежно. И од скоро, мислам, подолго време работим и на јакнење на капацитетите на граѓанскиот сектор, за да обезбедиме по-силна, јака партиципација на граѓанскиот сектор во креирањето на политики, во мониторинг и евалуација на политики кои државата и меѓународната заедница ги спроведува. И од скоро почнавме да работиме и на директна поддршка во подобрување на условите на живење на ромската заедница. Да, условите се многу битни. Да. Сега, како што кажав, каде ја оценувате вие состојбата на ромите во ова мултиетничко општество, ако можеме да го кажеме, мултикултурно, каде се наоѓаат ромите? Дали се почитуваат, да кажам, нивните права во целост или делумно? Видете, до некаде можеме да кажеме дека има огромна промена за разлика од минатото, но има еден момент кој што јас лично не можам да го разберам и се трудам да најдам некој одговор. Во едно општество кое го промовираме како мултикултурно и општество каде што се збори за човекови права и дека сме правна држава, демократска држава и така натака. Ако ние бевме толку демократска држава и ако имавме соодветни уживања на правата, зошто ние ќе моравме да развиваме посебни стратегии за инклузија и интеграција на ромската заедница? Имено во едно вакво мултикултурно општество како што е нашата држава. Самата законска регулатива, самиот устав ги гарантира сите права на сите граѓани кои живеат во оваа држава. На крајот на денот ние мораме да донесуваме посебни политики, посебни стратегии, посебни акцијски планови, па да се бориме со цело општество да не прифатат какви што сме и да ни помогнат да се интегрираме и да се постигне повисок степен на инклузија. Од тој аспект не можеме да кажеме дека ние како ромска заедница ги уживаме сите права и дека сме еднакви со другите. Мултикултурно општество значи едно општество каде што се овозможува сите етнички заедници да ги уживаат сите права како еднакви граѓани, а не како граѓани од втори или трет ред. Ромската заедница има проблеми со кои што не се соочуваат другите етнички заедници или па процентот е поголем кај ромите, еве ова пример проблемот со немањето на документација. Најчесто се среќаваат таквите проблеми во ромската заедница. Проблемот со домувањето исто така. Така што во право си со ова што го кажуваш, дека не се уживат подеднакво правата. Апсолутно. Ако особено тие што ги креираат политиките, само да излезат на терен да видат со што се соочува ромската заедница. Пошто ние на маса кога ќе седнеме на конференции, еве со некои представници, јас сум имал прилика да па и други заедници,
имаат проблеми, и србите, и бошњаците, луѓе кои работат од канцеларија не можат да разберат какви се потребите на заедницата. Вие тргнавте од немањето на документација. Вие имате деца кои се раѓаат, кои не се регистрираат, не постојат во општеството. Ние имаме ситуација, ни почина колега, работеше кај нас, не можешме да успееме да го закопаме соодветно, затоа што да го погребаме. Затоа што детето беше нерегистрирано. Значи, пазете со какви основи, за кои човекови права збориме ние, за кое мултиетничко општество збориме ние кога се соочуваме со тие проблеми. Во Прилеп, пошто ние конкретно работиме во Прилеп, сега во моментот со еден поголем проект за домување, имате 300 семејства кои немаат вода, немаат канализација. Значи, станува збор за некои сериозни проблеми кои државата може да ги реши и текако без проблем. Цело време се повикуваме, немаме детален урбанистички план, немаме соодветна документација, таму не можеме да изготвиме технички проекти, не може да се изведе вода. Добро, а како тие луѓе живеат без вода? Да. А социјални станови? Дали зошто пример не се дават социјални станови? Тоа е можност, нели? Да, има некоја политика, државата има некоја политика со обезбедување, да речеме, од вкупниот број на социјални станови кои се објавува на оглас да се доделат, 10% минимум ги доделуваат на роми, на ромски семејства. Така да има некоја политика, но со тоа не го решаваш проблемот. Има голем број ромски семејства кои немаат куќи. Еве спомнавте за Прилеп, во Скопје исто така, Керамидница е таква населба, Момин поток, во Шиторизар исто има гетоизиран дел околу отпадот. Апсолутно, во сите општини каде што живеат ромите има и интегрирани роми, има и економски ситуирани роми, но има сериозен број на семејства кои се во многу тешка ситуација. Тешка ситуација, зборам, не можете да го замислите тоа. Значи, живеат и како вие сакате да имате подобро образование, како вие сакате да имате подобра инклузија, интеграција или, не знам, прифаќање од страна на општеството, кога тоа дете не може да се измие, не може да се избања, не може да одржува основна лична хигиена. Кога оди во училиште, никој не сака да седне до него. Така е, да. Затоа што не е соодветно... Ама одговорноста се бара повторно кај тие луѓе, односно кај нивните родители. Или па еве кога не одат децата во училиште, нели проблем ги насочуваат кај родителите, дека тие се несвесни, несовесни, затоа не ги пуштат. А условите од друга страна во кои што живеат не дозволуваат. Именно. Затоа што еве и да оди тоа дете на училиште, дури да не биде дискриминирано во училиште и слично, повторно каде тој ќе ги обавува домашните задачи и слично, каде ќе учи ако живее во таква населба каде што нема нели ни канализација, ни вода, ни ништо. Видете, еве ова нека биде мотивација за новите генерации. Јас не сум го зборил тоа до сега. Јас сум еден од случаевите каде што не сум имал простор каде можам да учам, каде можам да си имам своја детска соба, каде можам да имам свој детски живот или можам да живеам како сите нормални деца. Никој не може мене да ме убеди дека ако едно семејство има основни екзистенционални услови, зборам основни, да имате каде да спиете, да не ви тече кровот, да имате соодветни прозори, да имате соодветна врата, надворешна, внатрешна, зборам тоалет, санитарни услови. Кој е тоа семејство кој нема да го поддржи своето дете и плюс да работи, да барем една плата да има? Кој е тоа семејство кој нема да му помогне на своето дете да оди во училиште? Точно, прво треба да се решат животните услови, потоа се друго. Јас така гледам на проблемот. Како вие сакате едно дете да оди во училиште кога семејството нема пари денес да преживее? Мајката, таткото одат го вадат од училиште за да одат да собираат железо, да собираат билки, да собираат дрва, за да може да се стоплат вечерта, за да може денес да извадат парче леп. Значи, збориме за такви услови. Ние не е спорно, имаме две категории, тоа цело време го збориме. Ние имаме, еве на две, да не се расплинуваме многу, може да збориме за две категории на граѓани од ромската заедница.
Една категорија се роми кои и без таа поддршка што се нуди повеќе од 25 години, можеа да успеат во животот. А имате граѓани, роми, ромски семејства, кои и оваа поддршка што се нуди не е целосна, не е соодветна и не стигнува до нив целосно, за да може да им помогне да се интегрираат во општеството. Апсолутно да. Ние за таа категорија на семејства можеме да збориме дека останаа многу позади другите семејства. Апсолутно, и позади развитокот на општеството некако како вон. Вон се гледа како останаа тие луѓе, останаа надвор од општеството, едноставно се изолирани и повторно вината се бара кај нив и повторно прстот се вперува кон нив. Еве пример, особено кога ќе се случи некое криминално поведение од луѓе припадници од ромската заедница, уште по брутални се институциите и самата полиција и општо реакцијата од општеството, од граѓаните е по-брутална. Сега малку да поврзиме со условите, луѓето што се бават еве со криминал, кои што се роми, доаѓаат од такви услови. Колку условите влијаат во нивното поведение? Дека не се работи, јас сметам дека не се работи дека тој човек се родил таков со криминална структура негова и дека еве се наслучил да прави криминал. Се нели има некоја причинско-последична врска, па која е тука? Еве за овие деца баш што кажувате, што живеат во такви услови. Ако едно дете расте во несоодветна средина и ако тоа дете расте во тешка сиромаштија, вие имате две опции. Или да се снајде во животот, или општеството, односно таа средина во која ќе се најде, да го превземе и да премине понатака во девијантно поведение, девијантно лице и така натака. Но јас би рекол дека тоа се сериозни стереотипи за криминално поведение повеќе кај ромите, затоа што ако издвоиме во каква ситуација живеат ромите, во каква ситуација живеат неромите, ние можеме да збориме за два типа на криминални поведенија. Криминал во вратоврска, во костум, и криминал како што се ромите, парталави. Ме разбирате? Тој е под влијание на големиот криминал, кој е доста организиран. Ром како ром не може да направи тешок голем криминал. Он ако направи некој криминал, ќе направи за ситно, за да може да преживее или да ги нахрани своите деца. Ако иде да украде железо, од некаде да се снајде за да го продаде, него ќе го осудат, ќе му ги скинат коските. И не само тоа, мислам, еве и бруталноста во Битола имаше случај пред 4 години, мислам дека беше снимен на камери, каде што полиција тепа двајца, мислам дека беа роми поради сообраќајна несреќа и тоа сообраќајна полиција беше. Еве тука што викаш за стереотипите, но и односот на државата и институциите е различен. Апсолутно. Сегрегирачки и дури дали може да кажеме дека дури расистички во некој степен. Апсолутно, видете ова, јас зашто реков, ова наше општество, ние не можеме да го промениме се додека не се сменат едно-две генерации на луѓе. Затоа што ова наше општество е градено врз база на стереотипи. Ова наше општество се развива врз база на стереотипи. Ние џабе збориме и ги едуцираме и ги тренираме луѓето да разберат што се стереотипи и да разберат што е дискриминација, кога он во себе го носи тоа длабоко вкоренето уште од дете, од дома го носи. И вие рачунајте некое дете што пораснал во семејство каде што му збореле дека циганите се вакви, циганите се такви, бегајте од циганите, циганите се многу прљави, крадат, лажат, со нив никако да се дружите и така натака. И утре ден тоа дете ќе стане полицаец. Јасно. Тој полицаец само ќе чека момент да го извади тој гнев од него кон некој ром.
Ме сваќате? Сваќам, да. Тука е целиот проблем. Нема да постапи праведно, затоа што во него длабоко е вкоренето, што е најжално и они не се свесни. Тоа е психолошка состојба за која не се свесни они што прават. Погрешни вредности се базираат врз погрешни вредности во Нашето животот. општество се базира на погрешни вредности. Ние не се гледаме исти. Во никој случај. Ние само се залажуваме дека ние сме еднакви, ние сме исти. Зошто го почнав мојот муабет на тој начин? Законот не вика ние сме сите исти. Уставот вика ние сме сите исти. Како сме исти? Како сме исти? Толкава невработеност, толкав степен на необразовани, малолетничка бременост, малолетничка бременост, несоодветни услови за живење, нерегистрирани деца, немањето на здравствена и животниот век исто така. Животниот век е доста краток. 10 години има проценки, има извештаи кои потврдуваат дека животниот век кај ромите е 10 години по-краток во споредба со неромите. И тоа е све ради условите. Да. Еве пример на детска клиника, ако отидете, ќе видите дека многу дечиња, роми што се згрижени таму, имат белодробни заболувања, а тоа е се поради нели за да се стоплат горат се што ќе најдат. Горат секакви материјали. Живеат во влага. Апсолутно, да. Значи, живеат во влага. Ние кога влегуваме во некои куќи, еве што ги реконструираме, што работиме, куќите мирисаат на тешка влага. Рачунете вие бебе да расте во таква, дете да расте во таква среда. Па тоа дете е нормално дека ќе заболи, нормално дека ќе има нездрав живот и од самите пред да проди он веќе болен. Тоа дете е болно. Значи, станува збор за многу сериозни, тешки ситуации. И навистина тука треба државата не само да популистички да настапува. Еве па нели во овие телата што се прават, често се вклучуваат и припадници на ромската етничка заедница, да кажам, кои што подобро ја разбират ситуацијата, за да дават насоки, нели, за какви политики да се прават, какви стратегии и слично. Сега колку се земат во предвид советите на тие луѓе што се вклучени? Знаете на што се базира оваа вклученост на ромите во тие тела или во министерства или во институции? Се базира на политичката моќ во моментот на една владеачка структура. Во која смисла? Во смисла на имавме влада предходно, ако ја земеме предходната влада на ВМРО ДПМНЕ, таму имавме многу силна политичка партиципација. И повторно, ако ромите се присутни во политиката, државата ќе прави нешто. Ако не се присутни во политиката, државата не се замара со ромите. И тоа е тоа што на нас ни е проблем. Тоа не е во ова влада или во ова собрание, мислам дека во овој состав нема пратеник ром. Нема. И тоа како мислиш ги влоши работите или? Па за време на последната влада што беше предводена од коалицијата на СДСМ, таму имавме сериозно опаѓање на партиципацијата на ромите во политиката. И тоа се осети многу, се почувствува многу. Таму немавме структура политичка како тогаш го укинаа кабинетот на министерот без ресор. Поставија советник во кабинетот на премиерот, кој беше еден човек и да сака да прави колку може да направи. Дали успеал да влезе кај премиерот, не знам, ме разбирате, толку беа изолирани, толку беа оставени на страна, што ово се почувствува. Например, сега се гледа некоја посилна партиципација повторно на ромите во политиката, затоа што имаме еден министер без ресор. Имаме двајца заменици министри. Се надевам дека нешто дополнително ќе се менува, но муабетот е дека повторно, ако ромите кои се вклучени во политиката, обврската на ромите е да прават промени, да креираат политики за да ја поддржат ромската заедница. Повторно државата сама по себе не
превзема акции, активности за да може да ја Нема помага иницијативност. ромската заедница. Да. Па тоа не е мултикултурно. Точно, тоа не е прашањето да има некои роми представници, функционери што ќе ги отварат овие прашања. Како што беше и со законот за матична евиденција, нели? И тоа беше поттикнато Апсолутно. ипак преку пратеничка ромка што беше, нели, зборуваше за тоа и на тој начин. Затоа и јас така го почнав, дали општеството е еднакво за сите? Не, дефинитивно не е. Ако општеството е еднакво за сите, било која влада, било која структура, ќе води евиденција за најранливите категории. За да ги донесе да бидат еднакви. Не дека може да успее во тоа, ама барем да прави напори. Ние се соочуваме за носиме проекти. Ние, ромското прашање е сведено на проекти. Тоа е најлошото, најголемиот проблем. Стратегијата како стратегија не е задолжителен документ. Се додека не се донесе соодветен закон кој ќе се поврзе со стратегијата, ние нема да можеме да очекуваме дека државата сама по себе нешто ќе прави. И после тоа и имплементацијата на законот. Имплементацијата И тоа е друг проблем. Е втор чекор, но првиот чекор е законска регулатива. Пошто јас работев и во Министерство за образование и многу добро знам што значи за нив стратегија, добро знам што значи закон. Например, ние направивме неколку измени заедно со колегите во Министерството, направивме неколку измени во законите. Во законот за основно образование, во законот за средно образование. Сега, и да нема ром во Министерството, Ке се спроведува. Министерството е задолжено да ги спроведува тие активности. Ама колку и се спроведуваат? Еве пример, нели според законот за образование секое дете има право и мора, нели, да посетува основно образование. Так. Без разлика дали има документи, нема документи. А во реалноста се соочуваме со проблеми каде што не ги примат дечињата што немаат се уште матичен број. Да. Затоа што се плашат од инспекција. Од друга страна, МОН вика дека нема да прават инспекција поради тоа е регулирано со закон. И пак во имплементацијата тука Има нелогичности многу, има недоречености многу. Ние се боревме секогаш сите деца да бидат вклучени во образование, затоа и тогаш во тоа време ги воведовме и ромските образовни медијатори. Да се идентификуваат децата кои не се регистрирани за да може да се внесат во образование. И имаше проблеми, не ги прифаќаа. А од тука па министерката и министерството излегува вели дека сите деца мора да бидат во образование. И они додека го комплетираат основното образование, они мора да обезбедат соодветна регистрација, соодветен матичен број и така натака. Но, како што рековте, на терен се случува нешто друго. Точно. И тоа од терен не стига до тие што ги креираат политиките. Апсолутно. И се сакав нешто еве околу и правосудниот систем и ромите за овие некои случаи што ги знаеме со бруталност, како се реши, дали имаше се сеќавам имаше еден случај на ЈСП кога контролор имаше исфрлен од автобус и степано студент ром. И после тоа имаше протести, 2 или 3 се одржаа пред ЈСП, па како се решија тие состојби? И ова со Битола, и мислам воопшто, како се решаваат тие случаи? Видете, знаеш, ова со Битола, прво да тргнеме од ова со Битола, имаше некоја разрешница поради притисокот на јавност. Го суспендираа полицајецот за после неколку месеци повторно да го вратат на работа. Истиот полицајец. Тоа беше само казна. Што се случи? Што се направи? Значи, нема целосна разрешница. И тоа не спречува повторно да се случи некои полицајци да ги степат ромите. Она што е важно е дека државата како пракса нема донесено одлука во корист на ромската заедница. Сите пракси кои ги имаме како позитивна разрешница одат на меѓународно ниво, до Европскиот суд за човекови права. И од таму по препорака на Европскиот суд за човекови права се преиначуваат повторно се враќа назад и така се прави притисок врз судските процеси. Ќе сакаш да кажеш дека правосудниот систем е целосно дискриминаторски настроен кон ромите? Апсолутно. Значи 90% од случаевите одат во Европскиот суд за човекови права. Еве и последниот случај со како се викаше девојчето во Кочани, што се случи. Значи повторно
државата не го препознава тоа како сериозен проблем и РРЦ како меѓународна невладина организација која застапува такви случаеви за ромската заедница се обрати до Европскиот суд за човекови права, стигна препорака од Страсбург до Министерство за образование да го сменат законот. И повторно они во законот пробуваат да ги вртат работите, за да не признаат дека има сегрегација, дека тоа е сегрегација. А зошто не признават? Пример, едната работа е можеш да признаеш и да почнеш да го решаваш проблемот. Нели? Да го признаеш како проблем. Другата работа е да го игнорираш. Зошто сметаш дека државата го игнорира проблемот? Затоа што по секоја цена они не можат да прифатат се што им доаѓа како препорака. Затоа што, пример, сегрегација како сегрегација не е соодветно препознаена во законската регулатива. И они го дефинираа како физичко одвојување. И повторно гледа да се заокружи околу, ама да не се прифати сегрегација. Оти ако прифатат дека има сегрегација, тогаш они ќе си отворат многу поголеми проблеми. Ќе биде срам за државата. И ќе треба големи промени да се направат. И они за да ги избегнат тие промени, дипломатски одговараат. Има неколку пати, еве и Комисијата за заштита од дискриминација исто застана позади овој случај и имаше сериозен процес за решавање на овој проблем. А колку многу такви случаи постојат? Па имате. И не може да се решават сите преку тужби до Страсбург. За жал така завршуваат. Еве други случаеви со сегрегација повторно по притисок од Европскиот суд за човекови права се донесе одлука да се плати одштета на ромските семејства по некои 1000 и нешто евра за тоа што се сегрегирани деца. Но и сега, според тебе, кои се перспективите, како би се менували овие работи? Дали, пример, со појак граѓански сектор, да кажам, ромски, дали со вклучување воопшто на сите граѓани и не роми? Дали мислиш дека ќе биде по-влијателно и би се случиле повеќе промени ако се вклучат во ова борба, да кажам, и не роми? Ние борбата сами не можеме да изодиме, ако не ќе си направиме непријатели. И не е тоа поентата? Не е тоа поентата. Борбата треба заедно да... Нели сме едно општество, нели сме мултикултурно општество, нели живееме сите заедно во оваа држава, плаќаме даноци во оваа држава. Не можеме ние сами. И не треба сами. Тука е поентата. До сега сите интервенции, проекти, активности, јакнење на свест беа насочени кон ромската заедница. Као секој да се работи во својата заедница? Па не, како само ромите да се виновни. Тоа што го збориме, како само проблемот да е кај нив. И цело време интервенциите се насочени кон ромската заедница. Не, треба интервенциите да се насочени и кон неромската заедница. Неромската заедница треба да свати дека ние сме еднакви. Оти нас нееднакви не прави неромската заедница, а не самите роми. Океј, имате многу тешки случаеви кои нели зборат, па они сами сакаат така да живеат. Еве повторно се враќаме на стереотипизацијата и на дискриминацијата. Не, ние не сакаме така да живееме. Ама ни треба помош и од вас. Треба да разберете ние како живееме. За да се излезе од таа состојба. Да, за да сватите зошто Себихан не оди на училиште. Како може Себихан секој ден да немате тратка? И тоа они не го разбираат. Ама Себихан немал пари за тетратка. Ама ако Себихан украде нешто, тогаш ќе биде на тапет, да. И сите ќе се интересираат тогаш. Прав ќе биде. Тука е целиот проблем. Затоа ние треба заедно да го одиме овој пат. Затоа ние треба заедно со неромската заедница да разберат, а откако ќе разберат, тогаш и они ќе бидат расположени да помогнат. Со исклучоци имаме многу добра соработка. Со институции, со индивидуалци, со колеги од неромската заедница, далеку од тоа дека кога ќе земеш општеството како општество е болно. Ние живееме во едно болно општество, каде што он цело време ти се подсмева, те понижува, те дискриминира
и нема никакво разбирање за тебе. И ние живееме така како деца и сме дојдени ние до ден денешен да се сеќаваме за некои работи кои што сме ги преживеале и повторно нашите деца да ги живеат истите работи. Ние дефинитивно, пак ќе повторам, мораме заедно да го изодиме овој пат, но со голема заложба од неромската заедница. Веќе ромската заедница е доста променета, доста освестена. Сметам дека има огромен интерес и огромен потенцијал кој може да помогне не само да се промени животот на ромите, може да помогне да се промени животот на сите во општество. Неколку работи. Проблемите на дискриминација и сегрегација не се насочени само кон ромската заедница, но најмногу таму се гледат. Но насочени се воопшто, мислам, нашето општество се базира на тие вредности. Има едно истражување направено мислам дека беше правниот факултет со една невладина организација, не ми текнува. Најмногу дискриминаторски поставен народ се македонците кон останатите. Кон сите останати. На ниво на Балканот или Не, на ниво на Македонија. На ниво на држава. Значи, што мислите за ромите, што мислите за албанците, што мислите за турците или па обратно. Турците што мислат за другите, ромите што мислат за другите. Ромите беа најнедискриминаторски поставени кон другите заедници. А македонците најмногу дискриминаторски кон албанците и кон ромите. Значи, тоа е тоа општество кое, ово истражување го потврди. Ние тука треба да работиме. Не треба да работиме само со ромите, ние треба да работиме со македонците, да сватат дека сме навистина сите граѓани на оваа држава, сите што ме теретат да плаќам данок, да, јас имам право на услуги од оваа држава. Имам право на соодветна здравствена заштита, имам право на соодветно образование. И оно што сакам да го кажам како може да излеземе на крај со ова. Пошто ние се базираме во Македонија, се базираме на што по силна партиципација во политиката, толку поголеми успеси се гледаат. Тука е првата работа што треба да ја гледам како успех. Ромите дефинитивно треба да останат секогаш во власта, секогаш да бидат вклучени во власта, за да можат соодветно да креираат политики, да прават соодветни притисоци и да решаваат големи проблеми. Затоа што ние како граѓански сектор, ние можеме да иницираме, но не можеме да решаваме толку големи проблеми. Така, одлучувачката моќ е на друго место. Значи, државата е таа што треба да ги решава. Вториот дел е законската регулатива, што реков. Тука треба да се размислува за носење на соодветен закон, кој ќе ја регулира стратегијата како политика. Вака, како политика, како документ, необврзувачка, не ни гарантира ништо. Апсолутно. И третата работа е дефинитивно силен граѓански сектор. Апсолутно, граѓанскиот сектор е десна рака на државата, подадена рака на државата во секој случај, за да помага во решавање на проблеми во општеството. И граѓанскиот сектор е тој што е на некој начин медијатор помеѓу заедницата и системот. Тие три работи дефинитивно дека можат да помогнат многу во процесот на инклузија и интеграција на ромската заедница и верувам дека има потенцијал. Оно што е важно е, може порано немало доволно потенцијал. Во моментот има потенцијал и во граѓанскиот сектор и во политичкиот сектор кај ромите. Ние можеме да кажеме дека во нашата држава има сериозни капацитети во граѓанскиот сектор во споредба со другите земји. Македонија може да предначи во капацитет во граѓанскиот сектор во споредба со другите земји. Така да има сериозен потенцијал кој треба државата да го искористи за да може да помогне на ромската заедница да се интегрира што побрзо и во поголема мера. Точно така, и мора, како што кажа, и другите луѓе да се вклучат во овој процес.
Мора, значи големите промени се случуваат заедно, не може... Дефинитивно. Сами не можеме да го одиме овој пат и мојот апел е дека треба сериозно да застанеме заедно, за да сватиме дека ние заедно живееме во оваа држава, заедно придонесуваме во оваа држава и таа држава треба да не препознае и нас како заедница, да се решаваат соодветно проблемите, не да се оставаат и да како одговорност само на ромската заедница. Да не дојде ред да ни се случуваат работи како што се случи немилиот настан, за да не обедини и да сватиме дека сите сме еднакви. Да, за жал луѓето така до сега барем се докажа дека во трагедии само се обединуваат. Жално. Жалосно, а треба да се обединуваме за да не дојде до тие работи како што кажа. Па се бихан, ти благодарам за разговорот. Доста информативно беше, мислам дека и гледачите малку ќе се освестат за некои состојби. Ви благодарам многу на поканата и ми беше задоволство да бидам дел од оваа емисија и се надевам дека имавме одлична дискусија. Да, фала ти. Фала многу. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете не во иднина.